Пронајдено и уапсено е лицето по кое сношти се трагаше откако со пиштол во полно кафоле на градскиот плоштад во Штип ладнокрвно застрела 25-годишник, а потоа избега со автомобил. Дополнително со 21-годишниот осомничен турски државјанин со иницијали КК приведени се уште 4 лица државјани на Турција, за кои постои сомнение дека му помогнале на осомничениот да побегне од местото на убиството. Со помош на дрон, возилото е лоцирано кај наплатната рампа Миладиновци, а е пронајдено и оружјето. Имено во 22 часот и 15 минути на наплатната рампа Миладиновци во заедничка акција на СВР Штип, СВР Скопје и сообраќајната полиција било запрено патничко возило БМВ со штипски регистарски ознаки, во кое биле АХ, ТМ, ОМ и АО, при што АХ се дал во бегство, а другите лица биле лишени од слобода. Набргу по превземени мерки, тој и сторителот КК биле пронајдени и лишени од слобода. Синоќа во 21 часот и 25 минути во СВР Штип било пријавено дека во угостителски објект имало пукање со пиштол. Без знаци на живот со 8 прострелни рани, застреланиот со иницијали ЕО е транспортиран во Штипската клиничка болница. Безуспешни биле обидите на лекарите да го реанимираат, кои во 22 часот и 10 минути констатирале смрт, информираат од болницата. Од обвинителството пак во соопштение информираат дека јавен обвинител од Штипското основно обвинителство ноќеска изврши увид во кафе барот и напаѓачот и жртвата се идентификувани и станува збор за турски државјани. Од лице место подигнати се чаури и други траги кои ќе бидат предмет на вештачење. Обезбедени се и прегледани се снимки од видеонадзор, се преземаат и други дејствија за обезбедување на докази. Телото на застреланиот е дадено на обдукција. На социјалните медиуми после полнок се појавија и видео од грозоморното убиство, како и видео на кое се гледа како осомничениот на патарината кај Миладиновци успева да ја пробие полициската блокада и продолжува да бега.